Градежна механизација и работници на фирмата Стоименов го докомплетираат кракот 2 од улицата Стамен Манов во ромското Маало. Најавите и планирањата дека тоа ќе се заврши уште лани беа пролонгирани, а од општината дури летово го објавија тендерот за избор на изведувач на изградбата. Активностите се продолжени на претходно започнатите работи за асфалтирање, што стартуваа уште пред 3 години. Претходно, поради конфигурацијата на теренот, беше изграден подпорен ѕид во должина од 90 и просечна височина од околу 2,5 метри. Сега моментално работиме на крак од 152 метра, ширина 5 метра. Значи поставени се вишњаци, тампон и денеска би требало да завршиме. Значи средствата се обезбедени од владата на Република Македонија, дел и дел од средства од буџетот на општина Кочани. Износот е околу 1.700.000 денара, 1,5 милиони се од буџетот на РМ, од владата на Република Македонија преку програмата за финансирање декада на ромите, останатите средства се од општина Кочани. Освен во ромското Маало, Илиевски вели дека општина Кочани ги продолжува активностите за изградба на улиците за кои беше земен кредитот од 1 милион евра од Светска банка. Градежните работи кај 10 улици се во различна фаза, што е условено од состојбата на теренот на кој се работи. Улицата Јанка Стоименова во насел Боризари е спремана за асфалтирање и со разговор со изведувачите таа некаде околу 20 септември треба да се асфалтира. Моментално на Македонска, 15 Македонски Разловечко во стание негде пола е тампонирана и спремана исто за асфалтирање, меѓутоа ќе се чека тие уедно да се асфалтират, да се спрема и Разловечко и 15 Македонски. На Пиринска се работи на подпорни ѕидови, на Февруарски поход е отпочнано се работи атмосферска канализација и подпорни ѕидови. Според Илиевски, завршена е изградбата на подпорните ѕидови на улицата Димитрија Лазаров, каде останува да се израмни теренот и да се испита дали носивоста на земјиштето ќе одговара за асфалтирање, односно дали само да се тампонира или целосно да се извади земјата и да се стави подебел слој на тампон. Исто така, идната недела ќе започнат и работите за изградба на атмосферската канализација на улицата Пиринска.